очекуваме дека најверојатно први ќе се легализираат платформите на матка, а тек после социјалните случаи. Најверојатно така ќе испадне на крај работата. Знаете, недоверието во системот е долги години градено. И сега одеднаш барате дека ние сите све ќе веруваме дека све ќе биде во најдобар ред. Оставете не да имаме и сомнеш, меѓутоа дајте да биде тој сомнеш, да го направиме конструктивен и заедно да ги подобриме работите. Меѓутоа и да бидеме оптимисти дека заедно сакаме да ја подобриме сликата во урбанизмот, бидејќи ние направивме сериозни чекори. Ве разбираме дека сакате да направите таков закон, ама нека не биде ад хок. Значи да не го вратеше председателов, ова ќе беше завршена работа, ќе си зборевме ние меѓу себе на состаноци само. Така е, со сите овие ограничувања кои што ги нуди и овој закон, кои што се ставени и вградени со цел заштита на интересот на граѓаните и на државата. Отворени сме за секаква дискусија. Не е овој закон нешто кое што е потребно на владата заради владата. Ова е потребно на граѓаните. И бараме подршка ако нема подршка, ако излезат на терен и да направат точни анализи. Спремни сме, кога ќе заврши дебатата, доколку сметаме дека ова е непотребно, ќе се повлечеме од овој закон. Не е крај на светот, но треба утре да им кажеме на луѓето, од денеска сите градоначалници со багери на терен и 50-60 илјади објекти да тргнете и да бидат срушени. Не, од денеска натака. Тоа е поентата. Мојата поента е друга. Значи, ја викам вака, ставаме црта на еден закон. Во ред разбирам, но целта на носењето на законот е таа да направиме применлив закон кој што повлечете додека се изработат анализите со комплетни бројки и да се задолжат општините да излезат на терен, ако требат ќе се запослат луѓе, да има точни анализи.